Одвај чекав да се запалат камерите, за вас знам дека сте навикнати да очекувате ексклузив 15 минути по 18 часот и денес имаме прилози, но и гостин кој ни доаѓа директно од Канада. Еве што ќе гледате. Во ексклузив ќе гледате Панчо од ДНК тешко повреден во сообраќајка. Докторите му спасуваат глава. Дознајте ги деталите во денешното издание. Јован Јованов, гостин во нашето студио. По долги години популарниот пејач и композитор ќе ни открие зошто си замина од Македонија. Гледајте ексклузив. Можеме и официјално да кажеме дека ни пристигна летото, а со тоа и официјално започнуваат летните фестивали. Еден таков е резервиран од 12 до 14 јули во Дојран и како што е погледна в богатата музичка програма има избор за сечи вкус. Деветото издание на The Festival ни го носи хитмейкерот Махмут Орхан. Еве ги деталите. Време е да го разбудиме фестивалскиот дух. Од 12 до 14 јули пристигнува деветото издание на The Festival. Хинди Захра, Кирил Джајковски, Владко Стефановски, Том Нови, Страйк, Фокс, Surreal, Паркети, Дом Плаја и многу други. Главна звезда на овогодинешното издание на The Festival е Махмут Орхан, творецот на планетарните мегахитови со кои стана задолжително име на водечките светски фестивали, пристигнува за прв пат кај нас. Освојувачот на светските топ листи, ова лето ќе освои главната бина на The Festival 2019 во саботната фиеста на 13 јули. Годинава, The Fiesta се збогатува со уште една шеста музичка бина, Smooth Stage на The Festival 2019, резервиран за младата алтернативна сцена. Интернационални и домашни туристи и се поголем број на луѓе веруваат во потенцијалот на Дојран. Уникатен open air настан, кој ќе понуди на публиката алтернатива за задоволување на потребата за летен фестивал на автентичното и прекрасно дојранско крајбрежје. The Festival веќе ја потврди и оправда иницијативата на најдобар начин. Како да ги дочекате утрата со сончевите зраци, да бидете најблиско до концертниот простор и да уживате во Дојранското езеро. Фестивалскиот камп е најдобриот начин да бидете дел од вистинската и комплетна фестивалска атмосфера на The Festival. Доколку се одлучите за приватно сместување, можете да искористите туристичката понуда и сместувачкиот капацитет на Дојран, кој располага со приватни куќи, хотели и одморалишта. Се што треба да понесете е костим за капење и очила за сонце, но најважно од се, дојдете полни со позитивна енергија за незаборавниот The Festival. Билетите се достапни во продажната мрежа на MK Tickets и онлайн на mktickets.mk и karti.com.mk. Понудата е ограничена, затоа побрзај и придружени се во новото фестивалско лето од 12 до 14 јули во Дојран. Стекнете нови пријателства и другарувајте со илјадници млади луѓе. The Festival. Тогаш кога помисливме дека им носиме среќа на момците од ДНК, излезе сосема спротивното. Денеска требаше да го прославуваат својот 17-ти роден ден, но пристигнаа лоши информации до нашата редакција. Панчо од ДНК имаше тешка сообраќајна незгода и веќе се бори за својот живот. Еве што се случи. Популарниот пејач Панчо од ДНК доживеа тешка сообраќајна незгода со тешки телесни повреди. Незгодата се случила поради неприлагодена брзина, а како што дознаваме, докторите се борат за неговиот живот. Андреј бил меѓу првите кои му помогнал и успел да ги собере најдобрите хирурзи од државата за да го спасат животот на Панчо. За среќа, вака изгледа нивниот најнов видеозапис за песната Горе или доле, песна која по се изгледа ќе биде во топ 3 најдобри номери од најпопуларното дуо во земјава. Премиерно во ексклузив. Горе или доле и ДНК. Уживајте!
Без тебе немам ја смоки, до животен слуга твој ке ти бев ја сиро. Хеј, дали помисли ти како ми е мене, или најде нешто подобро за себе, ме скрши ко стакло пореди пак, денот без тебе повторно ке биде ко мрак. Со тебе дали горе или доле, не е важно само да си овде, секогаш си ми на прво место, со тебе знаем нема да е лесно, со тебе дали горе или доле, не е важно само да си овде, секогаш си ми на прво место, биди моја ќе те сакам вечно. Ти сега оди, не гледај назад, ти сама оди. Не сакам да гледам како плачеш за нас, сакам да памтам како убаво се смееш на глас. Ти сега оди, не гледај назад, ти сама оди. Некогаш и лошото за подобро е, немој ти да помислиш на мене, ти не. Со тебе дали горе или доле, не е важно само да си овде, секогаш си ми на прво место, со тебе знаем нема да е лесно, со тебе дали горе или доле, не е важно само да си овде, секогаш си ми на прво место, биди моја ќе те сакам вечно. Со тебе дали горе или доле, не е важно само да си овде, секогаш си ми на прво место, со тебе знаем нема да е лесно, со тебе дали горе или доле, не е важно само да си овде, секогаш си ми на прво место, биди моја ќе те сакам вечно. Како што најавивме на самиот почеток од емисијата, денес имаме гостин во студио. Тој е автор на едни од најголемите хитови од крајот на 90-тите и почетокот на 2000-тите. Беше дел од групата Магија, кои со својата прва песна, исто така наречена Магија, го освоија првото место на тогашниот Макфест во 1998 година. Пред 5 години тој се преселија со своето семејство во Канада, сопругата Николина и ќерката Малеа. Секако дека тој има таму свое музичко студио и прави песни за американски, канадски музичари. Јован Јованов, гостин во денешното издание на Ексклузив. Добри ден, дојде. Добро е, најдов. Драго. Немаш трема. Не, За прв пат во нашето студио. Како ти се допаѓа? Да, па супер е, ми се допаѓа што за прв пат сум суми Николина. Малеа. Николина. Јас Николина ќерка. Па да, може, не можеш ќерка да видиш. И како се вика, да, добро ве најдов и благодарам вака што ме поканици да сум гостин, нели? Да ја видам после подолго време. По колку години во Скопје или потајно си доаѓаш? Пред 3 години бев. Тогаш беше некако потајно тоа доаѓање. Пред 3 години беше кратко и сега случајно испадна јавно. Ја мислев сега ќе биде потајно, ама со Инстаграм не може да биде. Се погоди само што бев на една свадба, имаше 1000 сториња таму и сите да знаат. Сите да знаат дека Јованов е тука. Морам да признам и со Зуми ќе искоментираме за твојот изглед. Не си сменет, јас колку што паметам од основно или прва средно дека те следам од тогаш тоа што го креираше нели во поглед на твојата кариера, не си сменет. Вечно млад. Да. Вечно млад. Па, да. Која е тајната? Сите мислат дека пред некое време на Инстаграм видов дека усвари вчера завчера ставаше ботокс. Да. Така? Да. Кој те нервира? Не, него сите мислат дека кога ќе одам сега во Северна Америка ќе се здебелам. Конечно, јас истите кила ги имам цел живот. Не можам да се здебелам.
А сакам Метаболизам. сакам малце да сум вака бабачко. А кажи ми, ова за ботоксов ми е интересно, знаеш дека кај нас е срамота да каже дека можеш да се ботоксира. Знам ја затоа одинајав Се на уште таму стори нема. ставив да ме видат сите. Го скрши ледот. Да, па не, види, тоа е сега со тек на време ми се појавуваат една-две линии тука и сега ако зборам, ако на фацата имам големи гримаси додека зборам, ќе бидат поголеми. А Сега сега? да го забранам тоа, па сега ќе ми се стврдна душам некој ден и онда не можам да ги дигам Да, вегите. гримаси. И само тука ќе осмехам малце ги. Ќе бидеш старлет. Да, па види, тоа е нормално секаде у светот, поготово во Америка, поготово у музичка и филмска индустрија. Тоа е тотално нормално и нема срамота. Тоа не знам зашто кај нас некој стварно као вау. Тоа е Добро, ние се уште нешто- сме назад со времето, ни треба време да се навикнеме И и на ботокс. прилагодиме на сето што е ново. Рече Да. дека потајно се доаѓал во Скопје, еве сега прв пат телевизиски се Еднаш да се појавуваш. шалам. Како Да. ти се допаѓа Скопје? Па, како ми се допаѓа? Еве сега Скопје... Многу е променето од кога си замина. Па не е променето искрено, за жал е малце запуштено. Еве, кога одиш на Кередишан и тоа тукави треви има од страните на автопатите, порано сето тоа беше искосено, сега уште нека змија ќе излезе. И тоа малце се разочарав. Некои делови од Скопје ми се запуштени, искрено. Го имаш посетено своето омилено место во Скопје? Имам, се изнавозев во едно из цело Скопје и има некои убави нови работи, ама генерално нешто фали одржавање. Тоа ми е едината приметба што Значи, е имало хигиена. порано. Да. Малце е запуштено. Пише ни на таму Ќе хигиена. пишеме, чекај. Пиши таму да се искосат сите Јован тревишта, Јовановски да трња се изчисти и патот. ово, она, и да нема ѓубре, ето. Кога почна со магија, Нина не мислам дека не си била ни родена. Така беше? Па, 98 јас некој така 3-4 Си години. си била во Слушај неверен. сега, ќе ме направат многу стар, ама ќе ми толку стар. да. Во тоа време имаше буквално магија околу вас. Да. Многу жени, многу тинеџерки трчели па по скока на вашите концерти. Дали би се вратил во тоа време? Сега. Па види, убаво е. Да, сега би сакал да сум, па не да би се вратил, него сега да бев така едно 17 години, 16 и сега да бев Нина ке популарен, би скокаше било по тебе. Да, би било сигурно. супер. Мада сега некако полесно е да имаш комуникација со сите фанови, а и со сите обожаватели, па и со сите девојки. Тогаш каде? Значи немало ни мобилен телефон, ние кога бев одиш пееш во Прилеп, доаѓаат 1000 девојчиња. Не знае, да. Немаш никош да ги видиш. Нема Сега на дело Инстаграм ќе се маркетинг. договориш после концерт. Да. Се Со договараш. Кармен на ливче. Да, сега има многу полесно на новите звезди, ја мислам дека има многу полесно и Инстаграм, Фейсбук. да, и имаат многу голема дружба, им е забавно, нонстоп вако. Тогаш немаш, беше така. Се гледаш со Дамјан, Па не сум се видел со Дамјан, се уште планирам да се видам. со Дани. Со кого? Како се кажеш? Со Содони, Содони, да. Не сум се видел ни со него. Зоран Зоки, четвртиот член од Магија во Австралија. И така таму живее долги години. Кој ги правиш тогаш хореографии? Па нешто ние сами правевме, се трудевме, нешто ни помага наши другарки балерини од средно музичко доле, па после тоа најмивме кореографка, исто што беше Сања, па после друга и така се снаоѓавме. Добро, значи сте имале чувство за ритам, за кореографија да правите. Имавме и беше многу смешно. Во 97-8 кога ја оформувавме Магија, 98 јавно наставивме, а од 97 веќе се спремавме. Во тоа време во средно музичко сите правеа рок бендови и само свираа бајага, она рибја чорба, такви работи или народна музика. Значи немаше да. И ние кој им кажавме на цело школа дека уствари ние ќе правиме со играње, сите вака не гледаа. Вика, вие сте буда. Викам, да, ја викам, јас не тоа не сакам достига, да, да? ја не сакам викам да имам бенд, да земам сега гитара и бубњеви и да имам у кафич. Не фала, јас сакам голема сцена, да играм кореографија со Да девојки, излезете ни од мислам онаа дека сум малце кутија, да. ненормален. Комфортно. Ама за Не една успеа. година ни Не успеа успеа, тоа, да. имавме концерти. Секој што некој чекор? Да не ги покажеш Па сега? не ми текнува се. Обичен чекор да го направиме ако ништо друго. Ја мислев сега. Зоки, спремен си? Ај, на кој? Вака ста. Ке ми треба магија. Ова да ти кажам дека Не, цел немаше, ден го Имаше, вежбаше. имаше овако. Чекај, да, да, беше малце вака, па со армејан. Ај, кушувате, нели? Ја потоа ќе Во вежбам. тоа време бевте стварно атракција. Да. Заработувавте многу? Па за тоа време добро беше, да. И мали бевме, не бевме ни полнолетни кога почнавме и мислам дека за тоа време доста заработувавме. Јас после тоа собрав пари и за студио да си инвестирам нешто и така. И после тоа почна да се работуваш со звезди, со други Да. артисти. Едно време правев пауза од пеење, нели? Да.
И тоа добро ти одеше. Па добро ми одеше, да, јас скоро со цела естрада работев, па после некое време почнав и да пронаоѓам и нови пејачи, па со нив од почеток да почињам. Нели од почетокот го почнав и Елвир Мекич, па стана нели популарен, па после Тони Зен го најдов, па И Слаткар. Слаткар, да. Со Адријан работев, да, со Next Time. Па после тој со Ламбе работив, со Тајзи почна, после со мене имаше, да, Слаткар веќе. Слаткар му беше и менаџер. Да, и менаџер му бев и првите два албуми ги направивме заедно. Така да... Имате видено сега во Скопје со сите Да, овие што ги направи? се видовме. Не со сите, не сум се видел, Со со кој? Слаткар се видов, сега ми праша со Слаткар и со Елвир се видов. Елвир беше специјално од Сараево тука, ќе се врати пак уште еднаш да ме види, пошто он во Сараево живее и така. А со твоите колеги Роберт Добилов, Ке се видам. Значи оваа недела ми беше Сите тотален продуценти? хаос. До 16 јули сум Добро, тука. живееме. Имам има уште. се уште време да. Уште скоро цел месец сум тука. Во живеот во Канада, и веднаш сака да те праша како живееш таму. Па, вака, јас се навикнав, сум човек кој брзо се навикнува на промени. И мене ми е многу проста причина со тоа што работам, тоа што сакам. Зашто ја друго не можам да работам и не знам. Јас да ме стаеш келнер да бидам, ќе ме отпуштат за 5 минути. Значи врска нема. Али за музика ме бива, за снимање бев да се надоградам и во школа за саунд инженер во Холивуд. Во многу јако школа бев, баш за она што ми треба, зашто ние низ Македонија сите продуценти сме самоуки и се учиме од еден за друг. Тука добра посад школа школи. не сме имале. И сакав да ми се објаснат некои работи, а и најмногу сакав да створам и контакти, како ќе дојдеш до пејачи и до музичка индустрија ако не одиш у школа, така сме дошли од овде. И така да јас бев спремен тотално, ако се селам, да се прешалтам таму, да го имам тој саунд на песни, да почнам, знаеш, мојот звук на песни да личи како нивниот, на сепак друго поднебје. Ете, во Канада може да направиш една песна на Селин Дион. Например, да. Па добро сега имаш некако... сигурно некоја листа на личности кои што сакаш да соработуваш. Да, некако секојаш е тепачка да им направиш на оние што се сега актуелни, се што се помладите, знаеш. Селин Дион е сега легенда и само не знам колку песни вади нови. Али имаш многу млади што се појавуваат пејачи, што може преку нив нели да направиш ти како автор и како продуцент успех. Македонското сега предпоставам дека ја следиш од таму. Да, Имаш благодарение некои на... фаворити во моментот? Се појавија нови млади пејачи. И се истакнаа доста. Да, има можам да кажам за брат ми Иван Јованов и Вајон, работи сега многу добро тука, со Двабона, со Слаткар, со Таско и Тракер, така да они многу добро работат и на сите имаат доста вјус на песните, гледам и ги бараат и српски, и бугарски, нели звезди да прават соработки и тоа ми е драго. Така да то можам да кажам дека сите тие артисти ми се мене драги, ми е мило што успеваат, поготово и Слаткар пошто со него почнав, што се вика од многу одавна 10 години, онака сакам и се уште некогаш и се консултира со мене, знае да ми се јави и да ме праша што мислиш вака или онака. Така да стварно него го сакам и како човек и Че те верува. Да. Антонија Гиовска. Антонија е одлична, јас неа многу ја обожавам и сум го Барбара кажал тука тоа. исто. Да, Барбара исто е многу талентирана и правев песна на Макфест. Лина Пејовска исто е добра. Лина, Мина е исто добра. Значи има нови имиња што ќе Нова освежат надеж. естрадата, да. Може би фали да речеме повеќе нови музички продуценти, што некако тоа немаме уште. има неколку, ама се бројат на прсти, што се вика, знаеш, треба да има мислам од се, ама сега тоа е. Не сме ние многу голема држава за да имаме онака големо Па изобилство. добро може да земеш некој у Канада. Па вака, јас мојот живот е со они плана да живеам во Калифорнија и таму да работам со музика, баш кај што и учам во Холивуд. И на тоа работам. Јас ако отидов во Торонто проста причина што добив иселеничка виза, а ваму имав само студентска и сега ми завршуваше студентска, не можеме да останам сега туку така. Вечни студент. Да, или да оставам на црно, мислам, не го бива. Така да јас затоа реков додам у Торонто. Торонто е многу добра отскочна даска за музичка индустрија во цела Америка и во цел свет. И сега веќе навлегов доста
ми треба уште малце време и мислам нека со тек на време ќе се префрлам во Америка и Ќе можеш да носиш артисти од тука. кога ќе бидам на тоа ниво да ги знам клучните луѓе, тогаш ќе помогнам на многу млади од Македонија. Да, од Торонто знам дека доаѓа нели најголема звезда Джастин Бибер, така? Да, Дрейк е од таму, Шон Меднес е таму. Замисли ми паеш песна на... Ти проаѓаат низ улица. Да, Сите па овие. би било супер, да. Кажи ми, уште сакам да те прашам ово интересно со денес текст што се случува. Знам дека беше Еј. твој производ и знам дека ти и брати го направивте во тоа време еден од најпознатите рапери во Македонија. Кај е денес? Да. Па Денис, да ти кажам, ја го гледам како полубрат, како да кажем. Ја него го знам од прво деление. Он учеше со брат ми 8 години, ние комшија, фамилиарно се дружиме. И он цело детство никогаш не изрази желба во музичка индустрија и одеднаш пред 10 години беше Да. тоа. Почна да вежба. Почна да вежба и вика сакам ајде вако и со брат ми правеа заедно песни и така и неколку песни му се погодиеха и Му па имаше успеа, да. настапи па стана интересен пошто он е како личност доста Ексцентричен, интересен. И ја него го гледам така, го гледам како брат ми што го гледам. Не можам да го гледам како некоја звезда или некој зашто стварно го знам од дете, го знам многу од мал. И така, ама не, се смени професија, он смени до сега 10 професии, така да не е веќе по пењето и по Јован, естрадата. да не излезе дека само зборуваме за тоа што било, да зборуваме и за тебе и оно ти што го правиш во Канада. Сега не знам колку кај нас се упатени во тоа ти што се таму музицираш, знае дека си во Канада, меѓутоа за тоа постои твојот сајт jovanjovanov.com каде што ти веќе ги објавуваш своите производи, Песни, да. продукт, да, па да не запознаеш малку повеќе околу тоа и да не кажеш која е твојата звезда која што ти и прогнозираш блескава иднина. Така, да, сега за последнава година можам да кажам дека ми се зголеми обемот на работа доста. Имам и неколку менаџери што ми носат пеачи, што вакво и што се работувам нови млади талентирани артисти. Имам студио во Канада, а воедно отворив и компанија иста која што ми се викаше, тука ми се викаше Global Music Records, таму е Global Music Entertainment, зашто тоа беше слободно. И таков сајт имам globalmusicn.com кај што постирам и работи, еве сега и неколку спотови режирав им помагав, погледнав зашто некој. пошто имав искуство и тоа со спотови во Македонија. Во Канада се спотовите малце многу поскапи и за да им заштедам на моите клиенти, викам не се кирете, имам многу спотови направено и они се презадоволни, така да некако пробувам не само да бидам како аранжер или композитор, сакам да им помогнам зашто успехот на некој ако го направам звезда ќе биде и мој успех како што било и Мора тука. да ти подадете рака, Значи да. мора детално да се работи, од све, од настап, од песни, од спотови, од промоција, све мораш да им Да не помогнеш. си никој зашто од нив менаџер? Се уште не сум Се уште не си? официјално, ама понатаму здравје Боже, ако имам и таа прилика, ако најдам новата звезда, ќе Не новиот истакна. сладкар во Америка, Ќе ако го донесеш најдам, во студио ќе кај го- нас. Да. Ке танцуваат ли тие девојки таму, бидејќи са ти ги имаш тие вештини за танцување, може би ти ги сега пренасачиш. Не играм уште долго време си има кореографија. Вече Јован Лина многу добро да танцува. Стварно? Само нека ја ти каже. Да. А затоа ти преска само за танцување. Да, Ова, да, да. И многу и на штикот добро игра. Оно што сега е топло ни е во студио, топло Да, е малце повеќе и подлично. надвор од студиото. Кажи ми сега овој летен период каде ќе летуваш? Па, сакам да го посетам Охрид, зашто не сум го видел едно 5-6 години. План ми е неколку дена и веројатно неколку дена ќе носам керка ми во Грција. Значи таму Да. можеме да те Може, чекаме, да те се фатиме договориме. На плажа. на Да, неочекувано. Немојте на плажа, прати. мускулите ќе ми ги видите, многу сум разбутен. Ај покавај керките. 7 се ќе. Голема е. Да, 7 ќе пуни заврши прво и така да. Да, ќе прошетам колку можам. Ќе прошетам, немам многу време, ама ете Ќе прошеташ и почесто во ексклузив, бидејќи сега и во интерес на времето ќе мораме да го завршиме овој разговор. Да, Многу ни беше драго, многу гледаме брзо во ни пред. помина ова гостување, а имаме Ја уште се толку Лина, многу ќе да идеме веќе зборуваме. на ДНК роден на 17 години, може да дојдеш со нас ако сакаш. Добро, благодарам. Супер. Да, не Ќе знам биде како јако. ќе прават. Ќе ги изненадиме ДНК. Да. Сакаш? Со ќе ми треба магија. Да. Веќе го имаш тој, таа вештина имаш, така што ќе можеме да Да. се вклопиме во тоа друштво. Добро. И благодарам уште еднаш Благодарам и на и вас. посакуваме нели да уживаш во прекрасното Скопје и Охрид каде што ќе посетуваш,
А со вас, драги гледачи, останете на програмата на 1 Ова петочно издание завршува овде, но продолжува во рацете на Сергеја Варошлија. Се гледаме од понеделник. Убав викенд. Чао!